сообраќајни урбанистички хаос, возила на коли на тротоарите и пешаци на улиците и голема гужва и општа неорганизираност. Сега тоа е впечатокот од Скопско Дебармало и околината на Боемска улица, нешто практично што може да биде една навистина туристичка атракција во Скопје, имајќи во предвид дека угостителството е тука многу супер развиено. Се што треба да се направи е да се среди сообраќајот најпрве на ова место, поради тоа имаше премногу иницијативи да се затвори за сообраќај, да можат пешаците тука да дојдат, меѓутоа има голем отпор очигледно за тоа, имајќи предвид дека веќе со години трае една дебата дали Орци Николов, да речеме, треба да се затвори за сообраќај барем за викендите. И сега дека ние се мислиме, другиот свет, поразвиениот, активно веќе работи на тоа, дали може да земе некакво искуство кое што ќе можеме да го примениме овдека во Скопско Дебармало. Што можеме да научиме од Барселона, исто така град многу густо изграден. Сега да се разбереме, Скопје никогаш не може да биде Барселона, ни треба да биде, секој град има своја специфична убавина секако. Меѓутоа, шпанците дојдоа со еден навистина интересен концепт како сообраќајот да го истиснат максимално од градот, а за сметка на тоа пешаците да можат повеќе да уживаат. Дојдоа до концептот на суперблокови, ќе ви го објаснам сега на кратко, а потоа да видиме како може тој да биде применет во Скопје на некоја нели секако модификувана варијанта. Најголем дел од град Барселона е буквално зградите се како коцки. Што направија шпанците? Сега ќе ви објаснам сликовито. Земаат делови од градот, да речеме, замислете сега секоја коцка е еден блок. Земаат 3 по 3, значи 9 згради. Сообраќајот на улиците и на раскрсниците измеѓу го забрани, односно тоа е само за резидентите тука за доктурна роба или за интервентни возила, а сообраќајот е дозволен само на страничниот, односно периферните делови на овој суперблок. Резултатот на ваквиот концепт е ова, до пред 10 години беше улица, сега погледнете. Една убава пешачка патека. Има се уште возила, меѓутоа, како што кажав, тие се за луѓето кои што живеат тука или за локалните продавнички тука да можат да има на дотур на роба и така натаму. Како се денеска трансформирани внатре раскрсниците во суперблоковите, навистина фасцинантно. Ова порано беше раскрсница, а денеска е еден многу мал, убав, симпатичен парк. Уште еднаш ќе кажам, тоа на сите видео кажам, не е тука ништо луксузно, ништо скапо, ништо ултрамодерно. Едноставно и мирно. Гледате, тука децата си играат, а луѓето кои што живеат во згради околу се навистина презадоволни. Како што кажав, може да видите напред, сообраќај е дозволен само за градските возила, за комунална хигиена, паркирани се тука, претпоставам, овие локалциве, меѓутоа е се многу добро. Кога се воспоставувал овој концепт на суперблокови, не поминувало се мазно, односно собствениците на локалните бизниси овдека стравувале дека со тоа ќе им се намали прометот, бидејќи мислеле дека автомобилите го носат прометот, односно циркулацијата на возила. Меѓутоа статистиката покажала дека нивниот промет не само што не се намалил, туку дополнително се зголеми заради тоа што сега овој простор е направен за луѓе, повеќе луѓе тука се движат и едноставно е подобро се. Дополнително цените на околните станови се зголемиле, односно вредноста на имотот на овие делови на суперблоковите е далеку поголем. Уште еден интересен податок е дека бучавата во овој дел од градовите, кај што се веќе воспоставени суперблоковите, намален за 20%, така што овие луѓе тука повеќе во мир живеат. И сега како можеме ова ние да го премениме, како за споредба нели секако го земавме Дебармало, тоа е нашата, да речеме, покрај чаршија, една од најпознатите туристички улици, тука се движат младите, тука угостителството е добро развиено. Меѓутоа, навечер кога ќе поминете од тама, тоа е една таква гужва од возила, практично не може човек да се размени. И сега ние со години правиме анализи и сообраќајни решенија како да се забрани сообраќајот, да речеме, на дел од улицата Орце Николов или на цел Орце Николов, на Боемска улица, за да може тој дел на градот да го вратиме повторно на луѓето. Ние немаме згради со коцки, не можеме комплетно да го примениме ова со суперблоковите, меѓутоа е една идеја како може со затворање на сообраќајот и на начин на кој што се затвора самиот простор повторно да се хуманизира. Тоа е нешто што му треба на Скопје. Тука би било и повеќе зеленило, со тоа што летно време било многу попријатно за шетање.
Во Барселона е многу интересно дека на секое место во градот и надвор од супер блоковите, секаде каде што може да се одземе простор од сообраќајот, од булеварите, од сообраќајниците, да секаде кај што го дозволува тоа безбедноста е земено. Па на многу места може да видите дека буквално мали парчиња од под неколку десетици метри квадратни од некој булевар или од некоја улица е земено и на тоа место е буквално избуткано со клупи, со зеленило, со сакси. И кога градот има тенденција буквално да го завзема просторот на сообраќајот, за сметка на комодитетот и безбедноста на луѓето тука веќе ќе си го запоседнат тој простор, ќе си видите жени што си читаат книги, ќе видите деца како што си играат, една навистина убава гледка, нешто што навистина можеме да го видиме во Скопје. За разлика од Барселона, во Скопско де Бармало автомобилите се тие што се главни, направена инфраструктурата само за нив, гледате по еден мал коридор околу 1 метар се движат пешаците, возилата тука си се сосема главни, тротарите се за нив, улиците се за нив, практично ние сме тука да се гужваме. Кај нас, кога ќе кажеме решавање на сообраќајните проблеми, најчесто или мислиме изградба на нови булевари, или мислиме дека треба, не знам што, да се изгребе некој асфалт на некоја улица и повторно да се асфалтира и тој булевар или таа улица да го направиме како што било во 1962 година, таква состојба кога е направена. Меѓутоа, светот се менува, ни треба, да речеме, една надградба на целиот систем на тоа како што функционираат градовите, да не останеме на ова никакво ниво како што сме сега. Во однос на хигиената, на многу места може се разлика од Скопје, каде што е чистењето со притисок или со вода, тие вапови што ги гледавме во акцијата за чистење не некаков исклучок, тука е едноставно правило. Многу пати можеме да се видат и на споредните улички како се чистат и со химикалија, со средства за дезинфекција за самото за сето тоа да биде поубаво и да биде едноставно чисто. Во Скопје не се метат улиците, туку вака со раце се засовира ѓубрето стандардно. Нема тука вапови, има работници со раце што собираат. Во прва му трупа Тоа што е многу интересно е дека контейнерите во Барселона многу се слични на тие што се во Скопје. Меѓутоа тука секогаш тие се празни и околината е чиста, ги знаете сликите какви се, да речеме, од тоа што во контейнерите во де Бармало, тука е сосема поинаква сликата, еве од сите страни. И од тоа можеме да научиме. За разлика од Скопје, каде што фасадите, поготово, да речеме во де Бармало, Полинденска, каде што имаме нека стара архитектура, е комплетно запоставено, нови се фасади само на новите објекти, на старите, односно тие што символизираат историјата на градот е никаква. Во Барселона тука многу се инвестира и тоа што многу ми интересно е што сите овие скелиња на работниците се со вакви сунгири обложени за луѓето да не се удираат. И ова сега тука не е некој исклучок, тука е едноставно правило, може да го видите на повеќе локации. Еве за споредба сличните градилишта во Скопско де Бармало, да видите како изгледаат. Па направите разлика. И реку навистина на многу места се поправат фасадите, нешто што е убаво. Тоа е начин на кој што треба да се разубави градот, а нормалната психологија човечка вели дека за граѓаните да сакат, вистински да си го сакат и вистински да си го чуваат градот, тој треба да биде убав, бидејќи се заљубуваме пред се во нешто што е убаво. Ако целиот градот ни е Балкан, ако ни е со изљупени фасади, ако е полно со билборди некакви одвратни, со стари изљупени автобуси, нема никој да го сака и не може да се заљуби во нешто што се распаѓа. Тука тие добро го сваќате, затоа многу вложуваат и во најситни детали да биде градот убав. За разлика од Барселона, ние тука воопшто не се грижиме за нашите згради, посебно на оние што се со староградска архитектура, нешто малце што остана после сите војни, после земјотреси, како нешто скопско автентично, како некоја архитектура, да речеме, од пред Втората светска војна. Де Бармало, посебно на Лиденски, има навистина такви згради останата, меѓутоа се во навистина една катастрофална состојба, целите се руинирани, изљупени се и просто е неверојатно како надлежните не почувствува потреба изминативе 20 на години тие да ги обноват и да покажеме дека кај нас има нешто што е малце постаро. Меѓутоа има и неколку позитивни примери, едниот е токму на Лиденска, пионерскиот дом Карпош, една мала симпатична зградичка, меѓутоа или куќа поголема,
нема. Меѓутоа таа е обновена и навистина изгледа прекрасно. Се замислите на целата улица, од потегот од влада до градскиот парк, сите овие зградички да се обноват, малце да се осветлат дискретно, би била една навистина преубава улица, нешто што ќе биде друга димензија. И така ќе го засакаме градот, бидејќи уште еднаш ќе кажам, во човековата природа е да се заљубува на убави нешта. Сега ако ни убав градот, многу е поверојатно дека повеќе луѓе ќе го сакат, дека повеќе луѓе ќе се грижат, дека помалце ќе фрлаат ѓубре, бидејќи ќе биде нешто убаво и што е најважно е наше и ќе не представува нас. Меѓутоа претпоставам дека ќе треба уште мал еволутивен психолошки или ментален пат да поминеме сите за тоа да почне да се случува.